Добри ден во студио за моите гости, Никола Наумовски, шеф на кабинетот на градоначалникот на град Скопје, Шилегов. Фала на поканата. И ви благодарам што дојдовте. И Никола Здравковиќ, граѓанска иницијатива Не биди ѓубре. Ви благодарам на поканата. Благодарам и вас, Здравковиќ. Климатските промени, за тоа говориме, кои се тесно врзани со собирањето на отпадот. Имате ли сознание што предизвикуваат всушност, што предизвикува тоа ѓубре, тој отпад врз климатските промени? И говориме, се разбира, за Скопје. Кој? Ајде, Во град Скопје не се бавиме толку со климатските промени како прашање од животната средина, бидејќи тоа е прашање кое што е од областта на животната средина на глобално ниво. Оно со што се бавиме ние најмногу е загадувањето како еден од аспектите на животната средина и таму вложуваме најголем дел од нашите напори, не само во смисла на животна средина, него и во смисла на инфраструктура, сообраќај и така натаму. Добро. Во смисла на климатски промени и глобално затоплување, можам да ви спомнувам еден мал проект кој што го работиме, кој се однесува на топлотни острови во Скопје, но да не ги за отпадот? Отпадот кој што го генерира Македонија, односно Скопје, е неспоредлив со оној кој што се генерира во целиот свет. Дури и правењето на Македонија на ниво на Словенија, каде што се генерира нула отпад, нема никако да влие врз климата, односно климатските промени. Сепак тоа не значи дека не треба да целиме кон таму за да ние живееме подобро, но Македонија нема никаков глобален импакт. Не говориме за глобален импакт, туку за климатски промени, говориме сега за Македонија, се разбира. Ајде. Македонија не е во состојба воопшто да размислува за климатски промени или за било какво незино влијание врз тоа, затоа што ние прво локално сме многу несвесни и сметате дека климатските промени не постојат во Македонија, не разбирам што сакате да кажете. Не, туку за ние да беседиме за некакво наше влијание на климатските промени, мора прво да земеме и во пракса да го направиме тоа што е до нас. Затоа што самото елиминирање на отпад или грижата за отпадот да не се ствара во толкави количини какви што го имаме и при тоа да си седи да се формираат депонии, мини депонии. Прво тоа треба да го суредиме, па кога ќе дојдеме, тука би се согласил за Словенија, кога ќе дојдеме на ниво барем приближно до некаква Словенија, може да мериме дали имаме ние некакво влијание или немаме. Дека нема влијание или дека има, не разбирам сега кој се загадувањето нормално дека има импакт. Меѓутоа ние за да дојдеме до големата слика, прво треба нашата минијатурната слика тука. За нашата ве прашувам. А затоа ви зборам. Ние знаете ли зошто има влијание отпадот врз климатските промени? Дали ви е јасно? Апсолутно ни е јасно. Меѓутоа, ние прво кога ќе ја средиме таа слика, што треба да не денеска, не вчера, завчера требаше да биде почнато со средување, тогаш кога ќе се приближиме до земјите кои што многу посериозно го сваќаат импактот на локалните проблеми со отпадот врз глобалните, тогаш ќе можеме да отвориме било каква тема за климатски промени. Ние прво за нашиот живот и за нашето здравје не сме ги совладале влијанијата на отпадот, а камоли врз глобалните текови. Добро. Добро, неконтролираното горење на отпадот во депониите предизвикува, генерира всушност, создава гасови, ефект на стаклена градина, јаглерод моноксид и јаглерод диоксид. Ајде околу и тоа е всушност она што треба да не загрижи и говориме за Скопје, за Македонија, и Македонија е дел всушност од глобалната сцена. Кога сме веќе кај сцената, последната неверојатна сцена беше собирање на 50 автомобилски гуми во реката Вардар. Граѓанската иницијатива Не биди ѓубре беше всушност иницијатор на собирање на овие гуми и што кажаат тие ќе бидат пренесени подоцна во зоолошката градина како реквизити за животните. Што се случува? Како е можно всушност да бидат пронајдени 50 автомобилски гуми во реката Вардар?
Можем само да предпоставувам дека некој ги фрлил. Да, Апсолутно. го загрижили. Апсолутно. Овој инцидент можеме да го наречеме. Да, но кога сте од другата страна, такви инциденти ги гледате многу почесто и многу поголеми или помали, пофреквентни, отколку кога сте на социјалните медиуми и ќе ја видите сликата на денот, односно сликата на ѓубрето на денот. И медиумите генерално. Да, но ќе се сложите дека работа на институциите не е да гонат она што медиумите ќе го препознаат како проблем, него да постават системски решенија, односно механизми како да таквите инциденти не би се ни случувале, а камали да направат. Така што јас за овој случај не би можел да знам кој ги фрлил, дали стигнале по текот на реката, дали биле фрлени на лицо место, затоа што никој не ги фатил, секако дека е забрането да се прави тоа. Но она што можем да го кажем во наша одбрана, секако и не е некоја одбрана, е тоа е дека ако се случило на територија на град Скопје, ние со нашите 17 комунални редери, кои што патролираат известна површина од X километри квадратни, секој од нив треба да покрие 30 километри квадратни површина и да работи 24 часа, за да може да го фати секој прекршител кој што ќе фрли вакво нешто. Значи е невозможно. Па со комунални редери не е возможно, но се само да, апсолутно. Но би кажал дека постојат други институции, постојат други законски начини како ниедна гума, така се прави во другите земји, ниедна гума која што ќе се извади од автомобил не смее да заврши на отпад или мора да се врати во сервис или во станицата за технички преглед. Тоа кај нас како законско решение го нема. И затоа често знаеме да ние имаме случаи кога ќе се организираат автомобилски трки на водно и организаторите ќе се ги остават гумите тврдејќи дека не се нивни, туку на некој што ги донал. Така што да предпоставиме дека во Словенија тоа е регулирано, секоја автомобилска гума се знае кому припаѓа и која ќе остави. Ќе се вратиме на инспекции и на контроли, нека Здравковиќ нека се вклучи. Да, значи она беше сликата. Еве Наумовски практично вели дека се немочни, имаат колку 17 комунални редари и немочни се да имаат некаква контрола. Видете, за тоа потполно му верувам, затоа што и сликата за тоа зборува, а и со мојата професија како новинар, истражувајќи и правејќи истории, прилози на овие теми, комуницирајќи со инспекторите и со надлежните институции, сите, дури оние кои се најфлагрантно вклучени во решавањето на проблемот, тоа го признаваат. Сега, гумите, што ние ги извлековме, значи тоа се гуми, имаше тука и камионски и тракторски кои што Вардар, ако ги донел од некаде, му требало прилично баја ги време, така да дел од тие гуми се тука некаде во близина изфрлени. Значи под плашт на ноќ или не знам како инкогнито, никој да не биде виден, никој да не биде забележан. Меѓутоа тука две прашања ми се наметнуваат. Прво, како тие гуми не биле забележани толку време дека се тука во строгиот центар на градот, под мостот Гоце Делчев, кој што е во непосредна близина и на градската куќа, и на владата. Хајде нека веднаш нека одговори Наумовски, па ќе одговори со следната констатација. Не би можел да знам дали не се забележани или забележани, но она што го работиме според приоритети. Во овој период нашите комунални редери и инспектори беа насочени кон руралните делови на Скопје за да спречуваат стрништа и палење на земјоделски отпад кои што влијаат врз многу поважен проблем, а тоа е загадувањето на воздухот, а не загадувањето на водите, како што е во случајот со автомобилските гуми. Значи, повторно немате луѓе кои би вршеле контрола, така? Се сумневам некогаш би имале доволно комунални редери кои што редовно ќе гледаат во секоја ќоше, во река, во подмост и така натаму. Тоа не е начинот на кој што треба. Ајде ли реплицирајте, вели дека се сомнева дека воопшто би имало повеќе комунални. Ние како организација, како иницијатива која што се занимава со тоа, ги знаеме проблемите на околните места. Меѓутоа, еве се залагате и за средување на централното градско јадро во паркот, постојано гледаме дека постирате, сте поставиле ова, она, едно, друго, значи ги средувате зелените површини, од тоа што го постирате гледаме дека околу градското јадро сте насочени на одредени површини, меѓутоа како тоа не ви забодело очи или ако сте ги приметиле гумите, ако веќе немате вие доволно комунални редари, ако немате луѓе што би се позабавиле со тоа, зошто не се склучи некоја соработка со луѓе кои што тоа би го направиле? Еве во наша акција дојдоа 3 нуркачки друштва
и едно рибарско друштво, едните се охриѓаните се Платени битолчани. ли се тие лучи? Не се, значи Добро. дојдоа да покажат своја свесност и да дадат свој придонес. А верувам дека ако градот би се обидел да формира со нив некаква соработка или да склопи, не верувам дека некој до толку е несвесен да ве одбие. Ајде, да. Би го сториле ли тоа? Да Ја не сакам да звучам како вработен во администрацијата, за да ви кажам милион начини како нешто не може и не се прави. Но има прво и други институции чие што примарна надлежност се водите. Тоа се вика инспекторат за води. Се живе работи во. Соработувате ли со нив? Апсолутно соработуваме, но тој инспекторат, да ве потсетаме, оној кој што не реагира со браната, не браната, како се вика, платформата на Матка. Оној инспекторат кој што ги дозволил сите оние гали во Вардар и острови кои што во моментов се градат, и ќе се согласите, тие се многу поголем проблем, не само еколошки, туку во смисла на поплави кои што може да се случат во Скопје. И тука сте, значи, немочни, дека не функционираат некои институции, немате моќ да се наметнете. И не би ни требало поделбата на власта и особено на локалната и централната. Значи дека статус кво би останала ситуацијава и дека ќе се чека пак утре организација некоја како нас од добра волја да дојде да влезе во Вардар и да исчисти. Ние сакаме чисто да видиме како размислувате во поглед на некое решение, дали на тие институции што се надлежни притисок да им се изврши или едноставно немате волја, немате време нив малце да ги притиснете. Сепак ова е град кој што вие се трудите да го средите. Ги притискаме цело време, и ако се сеќавате да не беше град Скопје, да не застанеше зад граѓаните кои што бара оштрафување на платформата на Матка, тој случај немаше да стигне ниту до градоначалникот на СР, ниту да биде дискутиран на владата, ниту пак некој друг се бавеше со галиите на Вардар. Но ако ги имате некои механизми кои што можете сами да ги спроведете, и втора група на механизми кои што ги спроведувате согласно со другите институции, нормално е дека ќе се фокусирате на она на кој што можете сам да го спроведете, затоа што успехот зависи од самите вас. Во случајов кога се работи со одржување на паркови, град Скопје не дели никаква надлежност со никого и може да казнува било кој што со кола ќе влезе во парк. Бидејќи ги дели надлежностите со други инспекторати и државни институции за водите. И невозможно е да се договорите? Не е невозможно, него само поспоро да работите и покомплицирано. Ние сме се одлучиле да се фокусираме кон својот двор, односно она што ни е работа. Наша примарна работа е да се грижиме за површините за кои што ние сме одговорни, а помалку за оние за кои што се одговорни другите. Но излегуваме и од таа рамка, да ве потсетаме, Стрништата ги споменав, тие се надвор од границите на Скопје, но бидејќи загадениот воздух не познава административни граници, тие чадови на тие запалени земјоделски отпади, органски отпад доаѓа во градот Скопје и ние успеавме да извадиме пари полулегално, да ве потсетам, полулегално, бидејќи не смееме да трошиме пари надвор од нашите градски линии, за да инвестираме во бесплатна услуга за земјоделци, нешто што треба веројатно Министерството за земјоделие или нивните општини да го прават, а сепак да превенираме проблем, затоа што тоа можеме да го направиме, а ова не толку лесно. Надлежни ли сте за комуналната хигиена во Скопје? Да. Не за секаде, но да. Да, добро. Сметате ли дека функционира, дека постои хигиена во Скопје, во скоро поламилионски, не повеќе од поламилионски Болдирано не. Град. Болдирано не. Затоа што има многу малку редари, нема инспекции, тоа не функционира. Ама видете, тој проблем се провлекува со месеци на назад. Тие месеци веќе година надминуваат, над 12 месеци. Зошто не се инвестира во тоа, дали немаме доволно кадар за да се пополнат тие места, дали пак со општините и со институциите постои некоја некомуникација. Меѓутоа, еве, во секоја скопска општина, барем по една, две, ако не големи мини депони имаме. Сега, ако тргнеме од надлежноста, кај е надлежност на град Скопје, каде е на општините? Пак сите тие општини се дел од градот, тие градоначалници веројатно комуницираат меѓу себе. Не биде ѓубре, постои над една година и наместо нашите активности да се намалуваат, нашите активности се зголемуваат. Добро, ајде кажете решение. Какво решение да ви кажам? Кои се решенијата? Да се зголеми обемот на луѓето кои работат.
Тоа е едното решение. Друго, казнивост мора да постои. Добро. Нас тебе ни се случува на една иста локација, сега викендов ќе чистиме кај одсекот на МВР кај македонска телевизија кај Пасошко таму, трет пат чистиме таму. Значи еднаш е веќе изчистено, некој доаѓа, уште два пати прави тамо со народски речник кажано рушвајс. Никој казна нема добиено. Казните, ето. Да. Казните не се единствениот начин на кој што треба да се бориме со ги избегнувате казните? Не ги избегнуваме, само можам и да ви прочитам статистика дека дуплирани се инспекцијските контроли за 6 месеци оваа година, извршени се 220 инспекцијски надзори и оваа година за 6 месеци 6 пати е зголемен бројот на казни од страна на комуналната инспекција во споредба со 2017. Не, тоа е ако ги гледате бројот на 17 комунални редери, пута 8 работни часа, пута, да речеме, 4 казни кои што можат да се напишат, се едно е дали ќе имате вие 27 комунални редери или 17, битни се други работи, а тие битни работи се дали ќе има возможите на луѓето алтернатива и дали ќе има возможите едукација за тоа да не го повторат. Казните се само еден дел од мозаикот за тоа како да се превенира. Алтернативата и едукацијата. Алтернативата работиме, алтернативата значи дека треба да му понудите на тој фрлач друго место каде може да фрла. Како со стрништата да му понудите бесплатно одлагање, така и на овие кои што фрлаат отпад на тој начин. Сега бројките. Не, само да ви објаснам зошто е така. Причината се гледа во крајниот корисник, односно крајната точка каде што отпадот оди, а таа се вика дрисла, односно главната депонија. Таа депонија е приватизирана пред милион години, пред 7 години од страна на бившата градска администрација и во нивниот ВМРО-вски стил направиле ценовник со кој што сите други, не само град и општина, него и приватни сопственици на било каков отпад, мораат да го депонираат отпадот таму и да платат известна цена по килограм, по тон. И таквиот систем фактички генерира, кога вие ќе го реновирате станот и ќе извадите школката, школката, да ви биде поисплатливо да отидете кај МТВ и да го фрлите, а секогаш ќе најдете место бидејќи е темно и се собираат такви луѓе, отколку безбедно да си го фрлите во дрисла, затоа што тоа кошта пари. Сега, затоа ние, бидејќи работиме на системски решенија, работиме, односно 99% од патот го изодевме, за дрисла повторно да се врати во градот, за да не се мери по килограм и тон секој отпад, особено не оние што се наоѓа на диви депони, за многу почесто да можеме да организираме акции и вие, како се викаат, мини диви депони да ги носиме во дрисла многу почесто и поевтино. Град Скопје е финансиски помоќен од другите општини, но не можете да очекувате од општина Шуто Ризери која што едва ги исплаќа своите вработени или има трошоци за да ја финансира градинката и да ги одржува улиците, дека таа ќе биде многу зажелена тој свој отпад да го носи во дрисла. Добро, ајде нека реплицира Здравковиќ. Еве ги причините зашто што се обидува град Скопје. Кога зборуваме за образовниот момент, ние апсолутно превземаме на нас како иницијатива и образовно да делуваме на сите оние луѓе дека не треба, дека не е тоа добро, дека кога ќе дојде некој да ја види сликата со нас на терен, да свати колку е тоа катастрофално. Потребна ли е платена кампања кон медиумите и од страна на град Скопје? Па сега, како јас да ви одговорам на тоа прашање? Мислам дека платена кампања може би била корисна, меѓутоа треба на свеста на луѓето да се влие. Тоа што е свеста на луѓето не може да се влие преку кампања? Па може да се влие преку кампања, ама тоа е пак еден од начините. А како се може на друг начин? Преку школа, градинка. Школа, градинка, тоа е формалниот образовен елемент. Ние неформално образовен елемент исполнуваме тука и преку нашите акции им апелираме, им укажуваме, им посочуваме на последици, на се. Меѓутоа еве да на дрисла се вратиме, да претпоставиме дека град Скопје ќе ја среди дрисла 10 од 10. Тоа нема да ги елиминира проблемите со градските депонии. Тука доаѓаме до моментот на казнивост и неказнивост. Ако на некого 5 пати му кажете немој, еве у дрисла ќе однесеме, имаш
еден начин, друг начин, трет начин. И тој некој пак го повторува истото, значи тука веќе доаѓа момент каде што мораш човекот некако да го санкционираш. А јас знам и лично случаи каде што луѓе кои што биле санкционирани, знаеле да свртат еден-два телефони и казната да испари некако. А јас знам за исто така случај каде што нула успех имаат во тоа казната да им се скине во град Скопје. Така што да не ги префрлуваме случаите кои што ќе ги слушнеме во други градови дека се случуваат во град Скопје. Во град Скопје ниту паркинг казни се кинат, ниту инспекцијски казни се не е кинат. слушнат случај во друг град. Не се 50 случаи, можеби се изолирани, меѓутоа тие изолирани случаи да не станат пракса. Тоа е целиот моралот. Праксата е 6 пати поголем број на казни во споредба со 2017 година. Дури и да се скинати пар казни, а ја лично верувам дека не се, ве уверувам дека не се, тоа се мал број за сепак 6 пати да биде појачен бројот на казни во споредба со 2017. Меѓутоа сепак немаме ние доволно уште теренци, тоа го кажувате и вие, тоа го кажуваше и во неколку наврати главниот инспектор господинот Мирослав Богдановски, каде што вкупно луѓе кои што се бават со тоа се 24 од кои 28 од кои четворица се од инспекторатот за Министерство за животна средина, другите 24 се од град Скопје. Дали нема доволно кадар образован кој што може ги засили овие структури? Ако нема, дали се работи на тоа? Докаде сме со законот за комунална полиција? Веќе година и нешто на назад се збори за тоа. Прашањето не ви е поставено на право место, е повторно во смисла на надлежностите. Ние не сме надлежни за закони, но сепак го изработивме законот и го дадовме на соодветните институции и сега е претпоставам во собранието или во генералниот секретар на влада. Имате од нив секретаријат на влада. Сте ги прашале да видите до кај ве интересирало, ви дале некаков одговор? Кога е доставено? Во моментов не би знаел да кажам. Пред 7-8 месеци на почетокот на оваа година. Текст во целосна смисла. А за теренските работници надлежни за... Не се согласувам со тоа дека градот Скопје треба да има 20% од својата администрација да бидат пазачи, чувари и редари. Теренот вика поинаку. Па можеби треба да го пратите прашањето кон општините кои што имаат по еден двајца или пак кон полицијата која што ги има надлежностите и на општините и на градот. Значи полицаец со обична значка може да го казни тој човек што го ги фрлал гумите во камион, али во Вардар, али ако е надвор од територијата на град Скопје, нашиот инспектор не може. Така што сакам да кажам дека понекогаш најотворената институција за која што се сметам дека така искрено нашата, ги претрпува најголемите критики, а никој не посочува со прст кон оние институции кои што се затворени за овие да ги одговорат овие прашања. Чувајќи изградата на МРТВ, знаете како град Скопје треба да ги чува градските улици и булевари, кејот и градскиот парк да ги чува чисти. Тоа се известни десетици илјади километри квадратни. Ако му ја дадете изградата на МРТВ да ја чува, тоа значи дека ќе има многу поголеми трошоци за чистење. Тие објекти припаѓаат на сопственикот. Како што МПЦ е одговорна за својот круг, така и МРТВ треба да биде одговорна за својата зграда. Но се оди на контор на град Скопје на Шилегов. За жал или за среќа? Значи видете, погрешно ви е констатацијата дека се оди на контор затоа што ние сме се обраќале и до општините поединечно и само од две општини сме имале каков таков одговор. Некогаш знаеле да пратат своји луѓе со нас на терен, некогаш знаеле 2-3 недели после наши акции нешто да одржуваат. Карпош и центар. Со нив функционирате добро. Сме функционирале во одредени наврати. Сега, ќе морам да ве потсетам, кога во март месец имавме акција за чистење кај аквадуктот, беше на тој состанок и градоначалникот Шилегов беше присутен и тој рече дека представници од градот и инспектори ќе дојдат да ни помогнат во акцијата, се покаже добра волја околу таа кауза, некакво зближување, меѓутоа акцијата помина без тие луѓе, а и денеска кај аквадуктот состојбата е уште полош отколку кој што исчистивме во март месец. Да, и тоа баш кажува дека со акции ништо не се прави. Така? А со не акции... Па не, напротив. Видите дека не треба да постои
Устват акции на ова граѓанска... Не, јас мислам дека прво не би им се мешал во работата Но или велите тупа смислата на нивното нивното- постоење. да. Не, Јалова знаете, е нивната акциите ги работа. спроведуваме и ние. Еве ако сакате да знаете, ги имаме бројките. Акциите не решаваат ништо, јас зборам за системски решенија. Просторот кај акведуктот е простор без сопственик, полудржавен, во процес на денационализација, некои делови се веќе национализирани. Вие не можете да поставите ограда, бидејќи оградата е градежен објект и не смеете на нешто што не е ваше да поставувате. Таму си постои општина која што треба да го пази тоа. Општината има уште помалку ресурси од градот за да го прави тоа и веројатно секој оној кој што си фрла градежен шут од градов си го носи на акведукт. Ајде да видиме. Но би додал, иако ги романтизираме старите добри времиња, дека целиот простор околу акведуктот е уствари депонија на градежен шут создадена уште од времето на земјотресот, кој што по навика сите градежни фирми кои што доаѓале подоцна и граделе низ Скопје, депонирале таму градежен шут, истото е случајот и со делот од Карпош покрај Кекеот. Нели поинта на секоја наредна власт која што доаѓа е да ги решава проблемите. Еве ако не сте вие надлежни, кој како вие како град можете да влијаете на некој, можете ли да им укажете на општините по хиерархија, веројатно сте помоќни од нив? Не, но би ви кажал што правиме ние. Ние ги побаравме од Министерството за култура, односно Управата за културно наследство, да изработи елаборат за ревалоризација на акведуктот, кој што ќе ни покаже кои делови можат да бидат зазеленети, на кои делови може да се постави ограда, на кои делови може да се постават туристички содржини, на кои делови може да се направи пат. За отпосле ние се уште го работат. Но, и сепак ќе се согласите дека и археолозите и конзерваторите си имаат свој процес на работа и не можат туку така да кажат слободно сечи овде прави онде. И кога ќе ни кажат каде смееме и што смееме да правиме, ние на свој трошок сме согласни да пристапиме кон акведуктот, да го исчистиме, да го градиме, обезбедиме и да го направам на свој трошок се извинувам, на трошок на градот. Да. Имате еве презентиравте некои бројки кои сте ги соопштивте на јавноста, 950 корпи, например, џебен отпад. Има 500 нови контейнери, имаме нови комунални возила со кои што... Доволно ли е ова? Сметате ли дека е доволно ова? Овие 500 контейнери што се донесени, бидејќи имаат поголема литража, 3 пати поголема од сегашната, ќе заменат околу 40% од контейнерите кои што сега се наоѓаат во градот. Но бидејќи градот се шири, веројатно ќе има уште поголема потреба од нови контейнери, но во следните година-две очекуваме сите стари контейнерски места, постоечки, да ги замениме со нови контейнери. И сега, новите контейнери имаат некои технички карактеристики кои што старите ги нема и кои што барем на хартија ветуваат почиста слика. Тоа значи дека капакот сам се затвора, не може да пристапат едни други. Ќе го прикажеме тоа видео во оваа емисија. Вие, Здравковиќ, сметате ли дека ова се доволен број на корпи, контейнери за селектиран отпад, возила и така натаму? Сметате ли дека не може повеќе да се инвестира, дека треба всушност да се инвестира повеќе? Веројатно може да се инвестира повеќе, затоа што однаш што имав можност да го видам дека новите контейнери според својата габаритност не можат да влезат во буквално сите населби, во сите улици. Треба да се направат джепови за некој од нив. Меѓутоа проблемите претежно со екологијата и со загадувањето и со ѓубрето се случуваат баш во помалите улички, поневидливите, понедостапни за око. Друго, да ги ставите сите расположливи контейнери на светот, нека се најдоволно, дури да имаме и да и позајмиме ние на Словенија. Пак се враќаме на моментот како да се влијае на свесноста. Ако веќе некој се опамети, што правиме со тие што не се опаметуваат? Добро, вие постојано за тоа говорите. Јас можеби веќе сум и досаден со тоа, ама не инсистирам на санкционирање, инсистирам да знам каков е планот со луѓето кои што рековте дека не е приоритет да се инвестира 20% од градската администрација да бидат овие луѓе. Меѓутоа очигледно градот има потреба од тоа. Има потреба и од други работи. Еве пак ќе речам, поправете ме ако грешам, добар дел од кампањите на градоначалниците потпаѓаат на заштита на животната средина, на екологијата и на крајот на грижата, ако ја земете
политичката и партиската апатија на луѓето, многу луѓе на крај ќе се, ако ги тргнете гласачките електорати кои што стално гласаат за своите партии, многу луѓе ќе бидат таа контратежа на една или на друга страна според еколошките мотиви. Па се надевам дека ќе препознаете мојата скромност кога велам дека бидејќи сум бил од другата страна, односно од страната на невладините организации, дека не би сакал да бидам подсетуван од државата за моите обврски кога државата не си ги исполнила своите. Така што јас мислам дека поважно е градот Скопје да ги среди сите своји обврски, како што е Дрисла, како што е претоварните станици, контейнерите, школите, чистењето, метењето на улици, па дури отпосле да им наметне чувство на вина на оние несовесни граѓани кои што фрлаат ѓубре надвор од контейнер или фрлаат од тераса. Да, лесно е да посочиме со прст кон тие луѓе, но можеби и тие имаат некакви причини зашто го прават тоа. Ги заштитувате граѓаните, дури и вандалите, имам такво чувство. Јас имам чувство дека некогаш ги нарекуваме вандали луѓето кои што не се тоа, а кои што немаат начин како да се ослободат од отпадот или немаат контейнер во близина. Или затоа ве прашав дали сметате дека се контейнерот може да е обиколен од опасни джебер, кучиња. Може човекот да не е подвижен, да нема рампа за да излезе од зградата и тој да го фрла ѓубрето, а ние сите комшии да сумњаме на некој друг комшија кој што ни изгледа неодговорен. Така што јас прво би ги завршил сите наши градски обврски, па дури после би им солел памет на граѓаните. Али бидејќи више осеќаме дека ги завршуваме своите нашите обврски, оваа кампања сега започнува. Не можеше ли да оди паралелно таа кампања? Оди паралелно, не завчера ги промовиравме контейнерите, следнава недела веќе оди. Ден кога влегол Шилегов во фотелја. Знаете, нас не требаше година и пол за да ги набавиме овие, затоа што коштаат милиони и пол евра. Не говорам за кампања, за па повторно требаше Дрисла да ја се средиме, требаше претоварните станици да ги средиме, контейнерите да ги средиме. Паралелно да оди, не можеше тоа да оди. Еве сега почнува, викендов ги поставуваме првите контейнери, пред нив ќе стои еко патрола, ќе стојат наши редари и инспекции, ќе им кажуваат на луѓето да ја врзат како се вика кесата, да ги замолат да не фрлаат мртви животни или да не фрлаат кабаст отпад таму, електричен отпад и така натаму, зашто и тоа создава отпад, независно дали е сув или не. Јас не можам да избегнам од чувството дека институциите и општините си ја префрлаат одговорноста и на крај заклучуваме дека никој не е одговорен. Не соработувате ли со град Скопје? Па ние вршат нашата работа така. За каква соработка зборуваме? Ние можеме за вашата работа. Ама ние можеме да им ние можеме да им лоцираме жариштата. Да. И кога ние ќе го лоцираме, еве они Здравковиќ, се извинам што ве прекъснав. Имале ли средба со Шилегов, со Нумовски? Имаше една средба на која што беше присутен и градоначалникот Шилегов, тогаш во пресрет на акцијата во врска со аквадуктот. Зошто постојано не иницирате постојано средби заедно да ги решавате проблемите? Ама што сме ние? Што сме ние за граѓанска иницијатива составена од луѓе со своји обврски, луѓе фамилиарни, луѓе со своји професии кои што не се платени за тоа и кои што одвојат од своето слободно време да го прават. Активисти сме, ама ние не сме должни да идеме и да чукаме по сите врати. Ако сте активисти, должни сте. Извинете, должни се. Сега вие префрлувате надлежности на видите, ниту моја надлежност е зградата на МРТВ, но се грижам како изгледа и кога вие ќе ја изчистите, јас сепак ги ангажирам комунална хигиена да дојдат и да ги соберат корпите, односно кесите, да ги натоварат во камион, да ги однесат во претоварна станица, по индустријска улица да заврши тоа во Дрисла и да биде све тоа платено од градските пари, а не од парите на МРТВ. Така што препознавам и кај вас проблем со надлежност. Сме имале случаеви каде што по 3-4 дена не било тргнато тоа што сме го собрале. Ако не функционира град Скопје и комуналната хигиена, вие сте презеле некаква обврска, некаков активизам. Ама ние сме тука како сијаличка која што треба го запали алармот. Да, но добро е да наметнувате, не мислите дека добро да наметнувате решенија, да иницирате. Па со тоа што веќе скоро година и пол постоиме и што имаме се повеќе и повеќе луѓе ни се приклучуваат, нели мислите дека тоа веќе е доволно некое јадро створено. Одлична иницијативата и затоа ви и дека еве веќе двете општини кои што ги посочив излегле на терен, покажале некој интерес, зошто не можат и другите? Тоа е тоа. И секој што ќе излезе со нас на терен и секој што ќе покаже
волја, вклучително и град Скопје, ние немаме проблем со тоа да го посочиме, да го пофалиме, да го кажеме јавно, ама немаме ни проблем со тоа кога гледаме дека надлежности се префрлуваат и тоа да го кажеме. Тоа е тоа, многу едноставно. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Ви благодарам на поканата.